своите гледања во современиот тренинг. Особено ги советуваше тренерите кои средства да ги употребуваат како стимуланс по напорните тренинзи. Се разбира се работи за дозволени стимулативни средства. Доаѓа до половината последната борба за борачи до 130 килограми. 0-0 е резултатот. Младеновски му дава силен отпор на поискусниот Ангелов. Ангелов го освојува првиот поен. Да кажам дека тој е повеќе од 20 години присутен во македонското борење. Повеќе кратен победник е на македонскиот бисер. Минатата година во Струмица на бисерот го доби трофеот за најдобар домашен борач. Би рекол заслужено. Трудот на Трајан Ангелов треба да се награди. Навистина е реткост во нашиот спорт еден спортист толку да е долго присутен на сцената. Само во ракометот тоа се случи со нашиот сегашен селектор Стефче Стефановски. И тој повеќе од 20 години беше меѓу стативите. Нема живост и во оваа борба. Еден спрема 0, водство на Ангелов. И ова беше акција за 3 бода. Навистина убава акција на Трајан Ангелов. Мајсторски го изведе овој зафат, го изненади Младеновски. Навидум ја смируваше борбата, ја смируваше и во еден момент експлодира, го изведе овој зафат и на 1,5 минута до крајот Ангелов поведува со 4:0. Интервенција на дежурниот лекар. Постојано е присутен овде на душекот во Радовишката сала. Потече крв, веројатно се работи за повреда на аркадата, не можем да забележам, на Дејан Младеновски. Да видиме, ќе може да продолжи борбата. И таа продолжува. Годинава екипите се надпреваруваа во 2 први лиги. Нов поен за Ангелов. Од наредната сезона ќе има една суперлига од 6 екипи, па се очекува да биде може квалитетна. Во годинашава сезона имаше многу мечеви добиени со службен резултат, бидејќи екипите нема комплетни постави. Се разводни некако тој прволигашки надпревар, падна во сенка за разлика од минатите сезони, но со новиот систем на надпревари, веројатно борењето повторно ќе си го најде своето место, мислам на екипното, и ќе се врати на старите позиции. Борбата во најтешката категорија за борачи до 130 кг влезе во последната минута. 5:0, водство на Трајан Ангелов се наоѓа на прагот на уште една победа. Излегуваат борачите од дозволената зона за борба.
минатата година во завршницата што се одржа во Кочани. Во финалето се сретна двете екипи. Тогаш во една пожестока борба со 6-4 победи Бучим Јака и ја освои 6-та титула екипен првак на Македонија. А сега Радовишани ја освојуваат 7-та титула и ја потврдуваат доминацијата во македонското борење. Овде се работи организирано, има една школа со околу 100 борачи млади и во овој момент крај на борбата, победа на Трајан Ангелов од 6-0 и тоа е 8-миот поен за Бучим Јака во последната борба. Декласиран е Штипски Балканец, победен овде во Радовиш катастрофално со 8-0. Ова треба да е поука за штипјани. Навистина не треба да дозволат Балканец да тоне, напротив.